se podsmieva go hulleja Isusa. Ty što urivaš ipak slnci duvaš hramot, ako si sin od Boží, slezi od krsta sám i spasi se. O Bože môj, zašto me ostaví? O Tatko môj, zašto me ostaví? O Bože môj, zašto me ostaví? Zemlja tá razpuká na pár číňa. Groboví se otvoria, svätý voskresná. Vám, Tatko môj nebesen, se vraťam pak kaj Tebe. Tatko môj nebesen, se vraťam pak kaj Tebe. Mír vám, Oče náš, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja to Tvoja, kako na nebo to, taka i na zemlja ta. Lebot naš nasušen daj ni go i denes, i prostini ji dolgovite naši, kako što i nije im gi proštevame na našite dolžnici, i ne vovedi vo iskušenje, no izbavi ne od lukaviot, zašto Tvoje se, Tvoje carstvo to, i silata, i slavata, vo site vekovi i vo vekovi. Amin. Sveto evangelije spored Matej carinikot koji go sretna Isusa Hrista, ostavi se zemno i trgna po nego 12. glava. Danes keď zboruvame za ne, a vo тоа време една сабота Исус минуваше преку нивието, а учениците негови огладнеа, па почнаа да кинат класија и да јадат. Фарисеите штом го видоа тоа му рекоа: ете, учениците твои прават што не треба да се прави во сабота. Видете, Исус бил со екипата, со тајфата, постојано под наблюдување. Значи, оно што го нарекуваме место за гледање, кај што се гледале неговите постапки, неговите дела, неговото однесување за да му најдат грешка. Театар, место каде што се гледа. Фарисеите што го видоа тоа, значи јадат во сабота. Ете, учениците твои прават што не треба да се прави во сабота. А он им рече: он. Не сте ли читале што направи Давид, кога сам тој огладне и оние што беа со него? Како влезе во домот Божји, ги изеде лебовите од жртвеникот, што не требаше да ги јаде ни тој, ниту оние што беа со него, а само свештениците. Или не сте ли читале во законот дека во саботен ден свештениците ја нарушуваат саботата и пак не се виновни? Тие се држат до старозаветниот закон, дека саботата е седмиот ден, сабат, и тогаш не треба да се работи. Но јас ви велам, Исус
но јас ви велам дека е тука оној кој е поголем од храмот. Оној кој е поголем од храмот. Исус е поголем од секој храм. И ако знаевте што значи милост сакам, а не жртви, милост сакам, а не жртви, немаше да ги осудите невините. Зашто Синот човечки, тоа е име за Исус, зашто прв Син човечки кој го покажува патот од Синот човечки ко Синот Божи, Синот човечки е Господар и на саботата. И како отиде оттаму, дојде во синагогата нивна. На почетокот Исус им проповедаше само на евреите, но тој онај стих дојде кај своите и своите не го примија. И како отиде оттаму, дојде во синагогата нивна и ете таму беше еден човек кој имаше исушена рака и за да го обвинат го прашаа Исуса бива ли во сабота да се лекува. А он, заменска форма за Бог, он им рече, кој е тој од вас, ако има една овца и таа падне во саботен ден во јама, што не ќе ја прифати и извади, а колку пак човекот е поскап од една овца, и така во сабота е позволено да се прави добро. Во сабота е позволено да се прави добро, тогаш му рече на човекот, протегни ја раката. И тој ја протегна и таа стана здрава како и другата. Слава ти, Господи Исусе Христе. А фарисеите што ми излегоа се договорија како да го погубат. Но Исус кога разбра, се оддалечи од таму. И тргна по него многу народ, и он ги исцели сите, и им забрани да разгласуваат за него. Он ги исцели сите, го знаете оној стих во претходната глава, дојдете при мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Ги исцели сите и им забрани да разгласуваат. За него. Видете, се случуваат чуда, има заедници, Духот Свети дејства и потоа разгласуваме, се фалиме, се возгордеваме, да не се фали некој, има еден стих, за да не се фали некој. Но тука се тие патокази кои ве водат во живо христијанство, во Христовиот пат, тесниот пат што води кон животот. И за да се исполни кажаното преку пророкот Исаија кој вели: ете го слугата мој, кого го избрав, мојот возлюбен, што е по волјата на мојата душа, ќе го положам духот свој над него и на народите ќе им објави суд. Нема да се кара, ниту ќе вика, и гласот негов нема да се слуша по раскрсниците. Трските прекршени нема да ги докрши, ниту запалените светила ќе ги угасне, дури не го изведе судот кон победа. Победници сме во Исуса Христа и во Негово име народите ќе се надеваат. Слава ти, Татко Небесен. Исусе Христе, тоа гледате дека Исус е слуга Негов, тој го создал, тој го родил, кого го избрав, вели, мојот возлюбен, кого го возлюбил, што е по волјата на мојата душа, тоа се тоа го вели Отецот Небесен во Старозаветен, преку Старозаветниот пророк Исаија, многу години пред да се појави Исус, зашто за Господа еден ден е како 1000 години, а 1000 години се како еден ден. И во Негово име народите ќе се надеваат, зашто во Библијата има еден стих кој вели: кој се надева на човек, проклет да е, а кој се надева во Исуса, се можам преку Исуса кој ми дава сила, кој ме крепи, вели апостолот Павле. Без тебе не можеме да направиме ништо. Исусе, Татко Небесен, со тебе можам да направам се. Тогаш доведува при него еден бесен, се, кој беше слеп и нем и го излекува. И тоа, така што слепонемиот прогледа и проговори. И сиот народ се чудеше, нели овој Христос,
Нели овој Христос, синот Давидов, а фарисеите што го чуја тоа рекоа, он не ги истерува бесовите по друг начин, освен преку Велзебула, началникот на демоните. Но Исус, знаејќи ги нивните помисли, им рече, значи Исус ги знае вашите помисли, уште пред да сте се помолиле, тој знае на што треба да се помолите, уште пред да сте повикале, тој ќе ве слушне, тој ги знае вашето срце, го знае, не на лице, на срце. Но Исус, знаејќи ги нивните помисли, им рече, секое царство, ако се раздели, запустува, и секој град или дом, ако се раздели, на противни групи ќе пропадне. Сега ќе дојдам во македонскава земја, раскарани две политички партии плюс уште еден народ кој се доселил последниве години, кои сака да заземат територии и го користат за правење војни на македонскиот полуостров. Значи, секое царство, ако се раздели, запустува, и секој град или дом, ако се раздели на противни групи, ќе пропадне. Македонија, ако не се смирите меѓу себе водачи на двете политички партии, вие ја носите одговорноста за овој народ, и како слуга на Христос ви кажувам дека целиот народ го носите во проклество. Треба да седнете, да побарате прошка од Бог, да клекнете, да се покаете, да му се извините на Бог што ја сквернавите македонската земја, која е запишана од Исус, која е Словото во Светото Писмо и е дадена заповед да се шири Светото Евангелие. Кој се надева на човек, проклет да е. Ете го тоа. И ако сатаната изгонува Сатаната изгонува Сатана, вие влегувате во еден круг, се изгонувате сами себе. Тој се разделил сам против себе, тогаш како може да се запази царството негово? Иако јас истерувам бесови преку Велзебула, вели Исус, а синовите ваши преку кого ги изгонуваат? Тој зборува за луѓето кои поверувале во Исус, затоа тие ќе ви бидат судии, тие што го избрали Исус. На крајот се вели дека ќе бидеме судии со двоостар меч на народи и нации. И еве го тој стих, ако пак јас истерувам бесови со Духот Божји, тоа значи дека дошло Царството Божјо до вас. Царството Божјо доаѓа ако се истеруваат бесови со Духот Божји, ако Духот е жив и ако се прават чуда, но треба да се проверуваат духовите, зашто и сатаната се преоблекува во ангел на светлината. Или како може да влезе некој во куќата на силен човек и да му е плени покупнината, ако најнапред не го врзе силниот и тогаш му ја ограби куќата. Исус често зборува во метафори. Еве ги овие стихови кои се важни. Кој не е со мене, вели Исус, против мене е, и кој не собира со мене, тој растура. Нема неутралност во светот. Ако не го изберете Исус, вие сте во прангите, врзани сте со сатаната и одите во огнено езеро и тогаш растурате. Затоа ви велам, Исус, секој греф и хула ќе им се прости на луѓето, но хулата против Свети Дух нема да им се прости на луѓето. Што значи тоа? Ако некој каже збор против Синот човечки, против Исуса ќе му се прости. Но ако каже нешто против Свети Дух, нема да му се прости ни на овој, ни на оној свет. Па видете, тие што не го знаат Исус мислат дека е Син човечки и века тој е пијаница, како што му велеле, седи со митници. Не го познава Христос, не го знае Словото, ќе му се прости. Но ако го знаеш дека е Бог и дека Духот е врз него, и повторно хулиш на него, нема да ти се прости ни на овој, ни на оној свет. И ако некој каже, или ако насадите добро дрво, и плодот ќе му биде добар. Ако насадите лошо дрво, и плодот ќе му биде лош. Затоа внимавајте какво дрво садите во вашето срце, во вашиот ум, во вашата душа. Оти по плодот се познава дрвото, и по плодот се познава дали сте вие во Христа, како се однесувате кон луѓето, дали носите луѓе до Христос. Како се однесувате, породи змиини, им вели Исус, како можете да говорите добро кога сте лоши, зашто од преполнетото срце прикажува устата. Луѓето често зборуваат празни зборови, лажни зборови. Оти по зборовите своји ќе бидеш оправдан и по зборовите своји ќе бидеш суден. Добриот човек од доброто сокровиште изнесува добро. Сокровиште е вашето срце. Добриот човек, а лошиот човек од лошото сокровиште
iznесува лошо сокровиште сте вие внатре. И ви велам дека за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето ќе одговараат на судниот ден. Оти по зборовите своји ќе бидеш оправдан и по зборовите своји ќе бидеш суден. По зборовите своји, секој збор, за секој збор ќе бидеш суден. Колку зборови употребуваме ние во секојдневниот живот, кој ќе ми текне на овие стихови. И затоа има една молитва која вика: Господе, стави ми стражар на устата да не направам грев со зборовите. Зборот, јазикот е мал орган, но голема гора запалува. А политичарите што зборуваат и шират омраза, Господ нека им помогне, зашто можат цели народи да однесат во проклетство. Тогаш некој од книжниците и фарисеите одговори и рекоа: Учителе, сакаме да видиме знак од тебе. Учителе, сакаме да видиме знак од тебе. А он им одговори и рече: Лукав и прелюботворен род бара знак, но нема да му се даде знак, освен знакот на пророкот Јона. Оти како што Јона беше во утробата на китот 3 дни и 3 ноќи, така и синот човечки ќе биде во земја, во срцето на земјата 3 дни и 3 ноќи, срцето на земјата. Видите, имаме еден момент кога жената на Јона, кога го изнесува од Содома и Гомора, ангелите му и им вели да не се вртат назад. Значи, што значи непослушност кон Бог? И таа се врти и се претвара во столб од сол, во камен, солен столб. Значи, земјата е нешто што е материализирано од непослушност кон Бог, но тоа е една друга приказна. Во срцето на земјата, сака да каже, местото каде што земјата е оттргната од Бог и треба да се врати ова царство земно, спротивно на Бог, во царството Божјо. И Библијата, кога ја читате, полека се отворат стиховите и вие дознавате дека тоа не е обична приказна. Тука има, потребно е да ја разбирате, словото убива, има еден стих, а духото животворува. Во дух и вистина, со своето срце да го молите Бог да ви се отвори. И сега Јона не сакаше додека ниневејците побегна на еден брод, најкрај го фрлаат во морето и тој 3 дни во китот и потоа го моли Бог и повторно го изфрли повторно дека ниневејците. А тој не сака додека и ниневејците, бидејќи се многу грешни, и му вели на Господ: што ме праќаш таму кога на крај ти си долго трпелив, татко мој, вика, и ки им простиш и потоа повторно. Значи, знакот на пророкот Јона е да те лапне кит и 3 дни да седиш во морето, да ти се случи нешто, па повторно да го молиш Бог. Ме разбирате? Значи, нема да ви биде друг даден знак од знакот на пророкот Јона. Не чекај да ти се случи нешто, да почнеш да викаш кон Бог и да сватиш дека си грешен, дека си минлив, дека си една прашинка која исчезнува. Ниневејците ќе излезат на суд со овој род и ќе го осудат зашто тие се покаја по пророштвото на Јона. И ете, тука има повеќе од Јона. И царицата Јужна ќе излезе на суд со овој род и ќе го осуди, зашто таа дојде од крај на земјата за да ја чуе мудроста на Соломон. Зборува за една приказна од Стариот Завет, поучна, но ете, тука е многу поголем од Соломона. И сега, еве што се случува интересно. Кога нечистиот дух ќе излезе од човека, положат раце на тебе, се молат и излезе духот на болест, зашто болестите се духови, дури во македонската народна култура се демони. Демони, 3 вида на демони разликува македонската народна култура: демони на судбините, односно проклество, демони на болести, и демони на елементарни непогоди. Истите ги има и во Библијата, бидејќи Исус и кажува на стихиите на брановите: изгонува демони на беснила и демони на проклество, зашто вели: он го зеде секое проклество и нема потреба да го носите вие. Стана проклество за сите, бидејќи висеше на дрво. Кога нечистиот дух ќе излезе од човека, минува преку безводни места, барајќи некој спокој и не го наоѓа. Па ќе рече: тогаш да се вратам во мојот дом, од каде што излегов, и штом дојде го наоѓа празен, изметен и уреден. Значи се враќа повторно кај човекот од кој е излезен. Ако го изгони некој со молитва, вие не останете во Христос, тогаш сте празен дом, исчистен, повторно ќе се врати. Вие тогаш треба да го повикате Христос да се насели во вашиот дом, во вашата душа, во вашето сокровиште. Тогаш оди и доведува други 7 духови, изгонетиот дух, демон, полоши од себе, и штом ќе влезат таму и ќе живеат, и последната состојба на тој човек станува полоша од првата.
така ќе биде и со овој пакостен род. Па има стих 2 Петрова 2:20. Видете, суштината на овој човечки живот е, имате некои проблеми, болест, одите таму се молите, одите кај некој ве исцели и после извесен период се повторува. Зошто да се исцелите? Причината и последицата. Он ги зеде, пишува преку Исаија и потоа и во Новиот Завет, нашите болки, болести и страдања. Исус ги зеде, немате потреба вие да ги носите. Можете да му го помолите Исус, да го поканите да дојде во вашето срце и потоа, како што вели за Исус, мојот слуга кого го избрав да служите за Бог, за спасување на душите. Он е мојот слуга кого го избрав по волјата на мојата душа. И тогаш вие во вашето срце ќе живее Бог и нема да имате потреба од други исцелувања, ќе бидете здрави, исцелени, возобновени, ќе бидете, како што вели, кога сум слаб, тогаш сум силен во Исуса Христа. И еве го уште овој интересен стих. Некој му каже, ете мајка ти на Исуса и браќето твои стојат надвор и сакаат да зборуваат со тебе. Он му одговори на оној што му зборуваш и рече, која е мојата мајка и кои се моите браќа? И како покажа на рака на учениците своји рече, еве ја мојата мајка, еве ги моите браќа, зашто кој ја исполнува волјата на мојот небесен Отец, тој ми е брат, сестра и мајка. Некој ќе каже, Исус се откажува од мајката и браќата. Видите? Се ќе прочитам еден стих од Евреите 7 глава, кој објаснува некои работи. Исус не е од земно време, тој е овоплотен овде, тој е роден од Отецот. Значи, апостол Павле до Евреите 7 глава, почетниот стихови, оти тој Мелхиседек, значи Исус го нарекуваат свештеник Мелхиседеков, беше цар Селимски, свештеник на Севишниот Бог. Свештеник на Севишниот Бог, тоа разбира слуга, што ги следи светиите, што ги следи упатствата на Бог, што неговата волја, нека биде волјата твоја, како што вели молитвата, кој што го пресретна Аврама, кога се враќаше од борбата со царевите и го благослови. И еве ги карактеристиките, се мисли на земно време, без татко, без мајка, без род, немаше ни почеток на дните, ниту крај на животот. И по таков начин е уподобен на Синот Божји и останува вечен свештеник. Значи без татко, без мајка, без род, немаше ни почеток, ни крај на дните, ниту крај на животот. И по таков начин е уподобен на Синот Божји и останува вечен свештеник. Таков е Исус. И такви ќе бидете и вие, ако го изберете Исус, и Отецот Исус живеат во вас. Затоа тој стих, кој љуби син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене, кој љуби мајка и татко повеќе од мене, тој не ви зборува да се врзувате за земни врски, кои се земни, направени само за да научите нешто. Таков првосвештеник и уште станува тоа појасно кога се воздигна слично, кој станал таков, Исус, не по силата на телесна заповед, значи не е тој од тело, туку од дух, туку по силата на вечниот живот. По силата на вечниот живот, 7 глава 16 стих, тоа се подразбира дека животот е вечен, а вие само се преобразувате, како што направедниот Лот со пругата се заврти, не го послуша Бог и се претвори во сол, во каменен сол, се скамени. Така да и ова земја околува се настаната на сличен начин. Ако читате Библијата полека и размислувате, и ви го отвори Господ срцето, таков првосвештеник ни требаше, свет, незлоблив, непорочен, одвоен од грешниците и повисок од небесата. Одвоен од грешниците, значи тој не е од овој свет, туку е испратен ангел. Ете, јас го праќам мојот ангел пред тебе, како што вели за Јован. Повисок од небесата, зашто од првото, второто, третото небо тој живее во храмот од десно, по силата живее на Отецот Небесен, односно Отецот живее во него видлив за нас, кој нема потреба, како и другите првосвештеници, секојдневно да принесува жртва. Милост сакам, не жртва, вели Исус, за гревовите своји, а потоа и за оние на народот, бидејќи Он го изврши тоа еднаш за секогаш.
otkako sam sebe se prinese za žrtva. Zemi me mene, spasi go, mojot, odnosno tvojot narod, Tatko nebesen. Zašto zakonot na prvosveštenicите поставува луѓе што се немокни? Свештениците што се поставени по законот земен, а словото на клетвата, на заклетвата, на заветот, што е по законот, словото го поставува Синот, кој е вечно совршен. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. На колена во молитва, ете сум пред тебе, прости ми, дарарарара. Ти благодарам, Татко небесен, Исусе, што и денеска живеете во моето срце, и нека овие слова, што се со дух, со власт и сила, ги допрат сите срца што имаат потреба од вашата љубов, да клекнат и да се покајат, да повикаат кон Исуса Христа, зашто јас сум портата на спасението, вели тој. Исусе златен, Исусе Христе, кој ќе влезе, ќе излезе и пасиште ќе најде, и јас сум патот, вистината и животот, како што вели Исус. Да го препознаат Исус, да го повикаат, да се покајат, да простат на сите, да се откажат од сатаната, од лошите дела и да живеат по нашиот свештеник, кој нема ни почеток ни крај, е повисок од небесата, Исуса Христа, овде отврднат, отелотворен во живите слова и во одредени светии кои ја знаат вистината, чистата вистина, Исус Христовата вистина, за Отецот наш, кој толку не возлюби, кој толку го возлюби, што го дава својот живот за овците. Амин. Бидете благословени во мир, љубов, долгоденствие, мир вам до Божиот царство небесно. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Амин. И нека биде не мојата волја, нека биде твојата волја, Татко небесен, во името на твојот син Исус. Амин. Тие поверува во тебе, Исуса, Божиот син, се појави. О Боже мој, зашто ме остави? О Татко мој, зашто ме остави? О Боже мој, зашто ме остави? Тие не знаат што прават, прости. Го повикуваме името Твое, Исусе Христосе.